На митинг во општина Росоман синоќа поддршката од граѓаните ја побараа кандидатот за градоначалник и кандидатите за советници на листата од коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Исправени како никогаш досега повторно сакаме заеднички да одиме напред, рече пред присутните кандидатот за градоначалник на Росоман Стојан Чалазов. Стоиме исправено и гордо пред вас. Исполнети сме со нови сили и елани за работа, за решавање на проблемите кои се исправаат пред нас. Од последните избори поминаа 4 години, а ние повторно еве денес сме исправени пред вас да ја побараме вашата поддршка за мандат за овие нови локални избори. Сработивме над 200 проекти. Проекти кои вие ги гледате, ги користите и ви служат вам и на вашите семејства, ама не се од типот дека ние нудевме воздух или живот, како што ни нудат нашите политички противници. Бидејќи досега сите гледавме имаа проекти ветер и магла. И за Росоман, а целата власт ја има 12 години. Сите сме сведоци. Сето ова нам ни дава за право да речеме дека она што е препознатливо за кандидатите за градоначалник, за градоначалници, за сите важи, на ВМРО ДПМН и за советниците, е нивната посветеност, истрајност и нашата решителност да ги реализираме проектите кои ги ветуваме пред секој мандат. Лазов подсети и на асфалтираните улици, локални патишта, изградбата на канализација, водоснабдувањето и резервоарот за вода, детската градинка, физкултурната сала, изградените 9 спортски игралишта, детските паркови, реконструираните училишта, изградбата на новото училиште во село Паликура, тротоарите. За Росоман следуваат уште многу проекти, вети кандидатот за градоначалник и барајќи ја поддршката од граѓаните, наброи само дел од изборната програма. Нова училница и нова енергетска фасада во Општинското основно училиште Пере Тошев во Росоман. Изградба на музеј на виното и библиотека во старото училиште во Росоман. Средствата се веќе обезбедени и ова ќе биде прв музеј од ваков вид во регионот. Ќе го асфалтираме локалниот пат Манастирец Трстеник, бидејќи првата фаза е во тек, односно веќе се гради овој пат, а ќе се скрати патувањето на жителите на село Трстеник до Кавадарци од 5 до 7 километри. Исто така, ќе овозможи да се реновира и постоечкиот мост во Трстеник, бидејќи ако го реновираме Трстеник ќе нема пристап. Па затоа најнапред патот, потоа реновирање на мостот. Асфалтирање и реконструкција на преостанатите улици во цела општина Росоман. Повторно ќе реконструираме стари дотраени улици во должина од 5 километри. Ќе изградиме тротоари во целата општина, каде што дозволува ширината на улиците. Ќе го уредиме централното подрачје во Росоман и Сирково. Во Росоман ќе се уреди централното подрачје ова е овде, со убав и модерен стил, а исто така и во Сирково. Поправка на полските патишта во повеќе атари на повеќе села. Ќе продолжиме со поправки на полските патишта, со тампонирање и одводнување на подземните води кои се јавуваат по нив. Доградба и проширување на детската градинка. Радост и среќа кога нова градинка ќе стане тесна, значи има живот во Росоман, има живот во нашите села. Со давањето поддршка на нас ќе имате свој градоначалник и свој совет, кои ќе продолжат со работењето со изградбата, но и со решавањето на проблемите на сите граѓани на општина Росоман. Вашиот глас на овие избори ќе значи повеќе изградба, повеќе проекти, подобра иднина за вас и за нашите деца. Општина Росоман оди секогаш напред. Треба да сте горди што се ширите брзо и лесно ги решавате проблемите, бидејќи имате тим кој направи да живеете во модерна и урбана средина. Стојан Чалазов е вистинската опција за вас, рече на митингот Зоран Ставревски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Штом човек во изминатите 8 години работел честно,
работел искрено посветено за развојот на општина Росуман. Реализирал, како што самиот спомна со бројка, околу 200 проекти за вас, за граѓаните на општина Росуман. Има ли некој што се сомнева дека и во следниот период ќе реализира уште многу такви проекти? Стојан Челазов ќе продолжи во наредниот период да гради, ќе продолжи да реализира проекти, ќе продолжи заедно со советниците да прави она што е најдобро за општината. Ако сакате и понатака да има нови улици, ако сакате да се реновира училиштето тука, ако сакате да се изгради домот за стари лица, каде што ќе можат да се дружат старите лица, ако сакате да се изградат соблекувалните што ги спомна градоначалникот Лазов, спортските игралишта, мини игралишта, детски игралишта, ако сакате да има проширување на градинката и се она што значи подобар живот. Знаете што треба да направите. Во недела треба да излезете масовно. И вие што сте тука вечерва, и оние што не се вечерва со нас, треба да дојдете, да допрете до нив, да им ја објасните разликата. И треба да ги убедите, да излезат на гласање и да ја дадат поддршката за градоначалникот Стојан Челазов и за советничката листа предводена од Јованче Јошев и нашите советници. Поддршка од жителите на Росуман побара и носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН Јованче Јошев со клучните одлуки во Советот и со успешното раководење на градоначалникот направивме просперитетна општина. Во ваши раце одлуката за такво делување и во иднина, рече Јошев. На оваа листа се наоѓаат докажани луѓе, успешни професионалци кои заслужуваат вашата доверба. Во изминативе години докажавме дека она што ќе го ветиме, тоа и го реализираме. Со вашата поддршка заедно ќе постигнеме многу повеќе. Пред 4 години токму на оваа место сето она што го ветивме и напишавме, можам слободна и со огромна гордост да кажам дека 95% од напишаното е реализирано. И исто така и оваа година заедно со идните советници и со кандидатот за градоначалник Стојан Челазов, домаќински одговорно ја напишавме оваа програма, каде што кажавме ова ќе го напишеме и ќе го реализираме за наредните 4 години.